навлегува во прашање како што се употребата на атрибутот македонски. Јас се согласувам дека никој нема ексклузивно право на македонската историја, од ја споделуваме, споделувајќи ја територијата и народот на некој начин, меѓутоа да се ограничува употребата на терминот македонски, не само што излегува од мантатот на господинот Нимиц, туку воопшто загрозува елементарни човекови права на слобода на мислење и изразување. И во таа смисла сметам дека преговорите воопшто не треба да се водат во таа насока, туку исклучиво само за името на државата. Ви благодарам. Благодарам многу за прекрасната изјава. Ние одиме со рекламите, се враќаме. Професор Фридман, токму прашањето што ќе го поставам околу анализата на вашата колешка академик Чулавкова. Значи, одиме со реклами и се враќаме во студиото. Почитувани, знам дека се уште сте будни. Нема да ми замерите, нема да ви дам можност вечерва да постувате прашање, тоа ќе осторите утре, со оглед дека ваква ексклузивна можност не се случува. Верувајте, не ги киндапирав Господ ги донесе во студиото сами. Значи, за волјата на вистината. Значи, господин Фридман, ја слушнавме вашата колешка и благодарам многу за експлицитната добра анализа. Дозволите нека биде една шпекулација од полуписмени новинари, кои ги напиша во... Сега нека ми простават колегите, само ја парафразирам изјавата, предпоставам и господинот Чашуле добронамерно мислел, дека сепак требаше ова да се објави и да се даде на нацијата да прочита што е како сет идеи. Само да додадам дека господ Метју Нимиц на вашиот домаќин вечерва, 96-та, во интервјуто што го објавивме во Фокус, даде изјава дека Македонија ќе задржи уставното име. 96-та. Сметам дека тоа беше надвор од предговарачката мисија, но како и да е. Дозволете ми, вака вели, предлогот предвидува, наместо терминот македонци, во иднина да се користи терминологијата граѓани на Северна Република Македонија. Пасошите, покрај уставното име, напишано на кирилица, Република Македонија, на англиски да содржат зборот Република Северна Македонија. Јазикот да се нарекува како македонски, а исто така националноста по пасошите да биде посочена како македонска. Да речеме дека се ова сет идеи или шпекулации или така натаму. Еве, да се и сет идеи и шпекулации, како лингвист, што би додали? Па, македонски јазик е македонски јазик. Тоа е како што треба. За националност тоа е многу, мислам, сложно прашање. Граѓани од Северна Република. Да, граѓани, па јас, например, кога треба да напишам националност, пишувам USA, САД. Местото каде што живеам, тоа е мојата националност, мислам, по пасошот. И така, мислам, ако се работи за граѓанството, се работи за граѓанството. Тоа. А за ова придавка и така натаму, веќе се изразив како што мислам. Мислам, се уште, мислам, лично мислам дека Грција нема право во ова ситуација. Навистина, па ова што рече господинот Чашуле, народот нека реши. Друго не знам што да ви кажам. Да видиме јасни, на референдумот се изјасни дека неговата земја е Македонија, а тие се македонци. Мислам на еден плебисцитарен начин. Дали ќе дозволиме да гостинкате или повелите вие? Do you want to add something about that? Sure. Се разбира. Би сакала нешто да додадам. Размислував за нешто додека го слуша вашиот разговор. Она што се прашуваме, дали дебатата е за името на земјата или за името на луѓето. Слушам збор монополизирано и името Македонија постојано го слушам во оваа конверзација.
Професорот Колумбис рече, вие не може да го монополизирате името Македонија, но не е јасно од преговорите и од дипломатските разговори дали е проблем Грција да го признае името Македонија или луѓето Македонија. Мислам дека е подвлечена, дека стравот е дека ако ја признаат земјата, тие ќе мора и исто така да ги признаат македонците. И тука доаѓа монополизирање. Тоа нив ги секира. Тие смета дека се потомци на старите македонци, на Александар или на кој да е. Има заедничка историја на предците и тие сакаат да го монополизираат, вие сакате да го монополизирате. И дали се однесува за луѓето, а не за земјата. Бидејќи ако двете страни, Македонија и Грција, не се плашат од идентитетот на луѓето како македонци, двете страни, во тој случај нема да има никаков проблем со името. На почетокот се сеќавате, Грција викаше никако Македонија. Па понатаму почна компромис и така почна да прифаќаат нешто околу името, но доколку земјата се нарекува Северна Македонија, што е глупаво, тогаш вие кога ќе се движите по улиците на Скопје, ќе треба да кажете здраво, јас сум северен македонец. Но спротивно, сметам дека не може да бидете признаени како... Тие имаат чувства спрема името Македонија. И тие се многу емоционални кон тоа. За нив македонци не се тие што зборуваат словенци. Македонци се предци на старите македонци. Мислам дека ако не зборувате отворено и јасно за тоа кое е името, дали збориме за името на земјата или на народот, бидејќи земјата е различна на некој начин од народот, тогаш една страна ја обвинува другата за монополизирање и понатаму нема да има договор. Јас би сакал зашто вие го стигнавте овој момент, бидејќи вие не разговаравте отворено за прашањето на Македонија. Do you want me to talk in English or? We can talk. Okay, it is better to talk in English. So the problem about the Macedonian name has been invented after the independence of the беше измислен по прогласувањето на независноста на Македонија. Така да Македонија беше конституирана како Република Македонија по Втората светска војна и од 1945 немавме никакви проблеми со Грција, кога се нарекувавме Република Македонија, или луѓето кои што се нарекуваат македонци. Исто така нашиот јазик македонски беше меѓународно признат. Затоа тие го измислија проблемот кога Југославија се распадна и бидејќи имавме многу бројни етнички македонци во Грција, затоа тие сакаат да направат диференција, разлика помеѓу Македонија, Република Македонија и провинцијата на Македонија. Повторно ќе повторам дека не постои опасност за Грција, бидејќи провинциите се провинција, регионите се региони. Тие не се меѓународен предмет. Тие се внатрешни предмети на Грција, внатрешни региони. Но тие не ве знаат, затоа се плашат од вас. Вие сте соседи, меѓутоа не се знаете едни со други. Се гледам во овој случај како надвршна страна, не сум македонка ни гркинг. Јас мислам дека вие меѓу себе не се знаете
знаете кои They сте. know that we are ethnic Macedonians. Тие знаат дека They таму know има that, етнички македонци. We are ethnic Macedonians. Ние сме етнички македонци, но with the name, исто за името Република Македонија да биде меѓународно признато, има иста пример со Северна Кореја и Јужна Кореја, и источна и западна Германија. Тоа е повеќе поделба отколку обединување. Не, тоа е идеолошка поделба на една нација, но во овој начин ние немаме една нација. Во овој случај имаме две нации, имаме македонски народ и имаме грчки народ кои што живеат позади границата.